Организаторите на Евровизија објавија нов кодекс на однесување и протоколи за заштита на благосостојбата на уметниците по контроверзиите на годинешниот надпревар. Пред финалето во 2024 година во Малме, Шведска, илјадници пропалестински демонстранти протестираа пред арената против учеството на Израел. Некои изведувачи исто така тврдат дека добиле закани, а имаше контроверзии за некои политички изјави пред финалето. Представникот на Швајцарија Немо беше крунисан за победник, но по подигнувањето на трофеот рече дека искуството било интензивно и дека се навистина тажни бидејќи целото надпреварување не било во духот на љубовта и единството. Европската радиодифузна Унија назначи независен експерт за анализа на надпреварувањето. Сега организаторите најавија нови мерки за настанот во 2025 година во Базел, за да ја прослават заедницата и да ја заштитат благосостојбата, кои нема да вклучуваат зони за снимање во клучните уметнички области, повеќе проби зад затворени врати и воведување продуцент за добросостојба за да се обезбеди безбедна, почитувана и поддржувачка средина.